Razglednica, to je jedan интересен предмет, фотографија, направена од некој мајстор на фотографијата и која треба да пренесе еден од најубавите амбиенти на оние кои ја добиваат разгledницата и кои ќе на позадината ќе прочитаат од каде пристигнала, кој им ја испратил, ќе се израдуваат на вниманието. Таа мануелна комуникација не радуваше сите нас и тоа беше нашиот Фејсбук во тоа време и на многу генерации претходно. Разгledницата се појавува некаде крајот на 19 век и трае 100 години во количини кои не можат да се пребројат во милиарди различни разгledници. И тие веќе, таа разгledницата, за жал, ја изгуби својата улога, веќе некој ја зема како сумение некаде каде што оди, но сега со новата технологија ја губи таа функција, па сега нели имаме Facebook. Но разликата меѓу Фејсбукот и разгledницата што на разгledницата ќе видите планината, можеби Бокова шапка ќе видите, а на Фејсбук од тој што се сликал селфи не се гледа ништо. Ама важно е на Бокова шапка, нели, или најбелувата кула. Така што разгledницата е една прекрасна работа која веќе станува музејски предмет. Таа одамна е предмет на собирање на колекционерите од цел свет. Таа е веќе и архивски документ. Таа исто е вредна многу за фототеките, за кинотеките. И сега веќе тие разгledници стануваат и дел од нашите проучувања. Случајно јас се занимавам од 1971 година со собирање на разгledници поштенски марки и таа страст се уште ме држи. Но мојата среќа беше што успеав во Тетово да инфицирам со такво COVID еден човек кој е долги години председател на БК Љуботен и тоа беше таа точка каде што се споивме и некаде 2007-2008 година ми се чини, кога организирахме 6-ти балкански средби 2005 на Бокова шапка, направив од мојата збирка на разгledници, направивме една изложба, прекрасна, во склоп на манифестацијата и од тука некаде почнува интересот и на Јован за целава ова работа, па некако и тој почна да ги собира разгledниците, да ги наоѓа, да ги складира, педантно да ги чува во клубот, а тоа беше доволен мотив да и јас полека онаа збирка која сум ја собирал на тема планина, планинарење, скијање, не само на Шарпланина, не само во Македонија, не само на Балканот и пошироко, стана дел од збирката на ПК Љуботен и за моја голема среќа продолживме ентузијастички со Јован да ги собираме и да учествуваме на многу аукции, да контактираме со многу колекционери на Балканот, па и пошироко во Европа, да посетуваме колекционерски друштва и така ентузијастички се разбира со наши средства лични создадовме во моментот ја имаме најголемата збирка на разгledници за планинарењето, планините и скијањето во Македонија, а мислам дека е и на меѓу најголемите на Балканот. И се гордеам навистина со тој факт и тоа навистина еве сега веќе превоѓа во една
druga inicijativa koja sakame da je pretočime, a to je inicijativa koja i na Sobranije, to na Baka Ljuboten, preklan čini se, donese odluka za formiranje na muzej na planinarenje i skijanje u Makedoniji. So, centar će bude tuka nekade, na potezu od Tetovo do Vratnice. I dobro odi работата, zbirkата je ogromna, se работи zbirka na predmeti od originalni stari ski, vezovi, krplji, sanki, zbirki na znački, na znamenca, plakati, vesnici, fotografiji i tako natamo. I dojde momentot da se predstavime како klub со нашата збирка која ја поседуваме. Инаку, самите разгрници се направени од големи мајстори на фотографијата, како што е, например, Гого Попов, Денков, потоа тука да ги спомнеме и нашите фотографи, нели, и Томи Војковски, например, најмногу, но работели и други, да речеме, многу се интересни они од Сречко, што ги правил фото Венус. Тој не правил класични, туку од каде што го текнало, сликал, фотографирал, позади ставал еден печат, кој означувал каде треба да се стави адресата, каде да се напише нешто. И тие ни се посебно важни, затоа што се во многу мали тиражи и многу тешко ги наоѓаме и се радуваме на секој од нив, затоа што покажува посебен агол на Попова шапка и го следиме успешно и развој преку тие разделници. Се на се, да речеме, овде ја гледате првата разгледница, значи веќе 1934 година се појавува првата разгледница со првиот дом и фактички преку разгледниците ние веќе започнуваме да ја следиме историјата, развојот на Попова шапка. Во позадината ги има сите оние нишани што се потребни за да биде разгледница, а исто така истата година го има и печатот во облик на триаголник со печатот на домот. Тоа е една традиција за планинарите, секој што ќе го посети домот да му се даде таков печат и некој врв ако освои, се става исто таков печат или жиг, како што го нарекуваме. Така што на некој начин многу успешно можеме преку разграниците да ги следиме сите оние развојни етапи на Попова шапка, се некаде до, да речеме, 90-тите, 2000-те години, кога се појавуваат и последните разгледници, затоа што и интересот за разгледниците опаѓа, но тоа е веќе за нас една историска документација, која се уште ја збогатуваме, па некојаш се прашуваме, просто нема крај. И се викаме, па добро, ова како некој секој ден да ја фотографирал и сликал Попова шапка. Но за да се дојде до такво чувство, треба години собирање и класифицирање, учество на аукции и така натаму, за да се дојде до такви резултати. Благодарам за вниманието, уживајте сега во презентацијата што Ѓупе ја подготви, Јован се извинам, Боџиновски ја подготви за ова вечер.